Денеска бев дел од самитот на Европската народна партија со земјите од Западен Балкан. Разговаравме за актуелната политичка и економска состојба, разговаравме за предизвиците кои што се дел од секојдневието на земјите и граѓаните на Западниот Балкан. Можевме да оствариме доста билатерални средби со значајни лидери од Европа, меѓу кои што се средбата со еврокомесарот Хан, средбата со премиерот на Австрија господинот Курц, потоа со господинот Туск, средбата со премиерот на Унгарија господинот Орбан. На средбите дискутиравме за политиките кои што ВМРО-ДПМН ги спроведа во Република Македонија. На средбата дискутиравме околу сите оние активности кои што ВМРО-ДПМН ќе ги спроведе во периодот кој што следува. Ги информирав за протестниот собир кој што ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата планира да го организира на 2 јуни пред владата во знак на разобличување на сите оние погрешни политики, сите оние неостварени ветувања, сите оние неисполнети очекувања кои што ги креираше Зоран Заев и групата околу него во изминатите година дена. Очекувам поддршка, поддршката ја добив од соговорниците, така што еве да почекаме на 2 јуни што ќе се случува, ќе видиме и многу изненадувања кои што ќе бидат пријатни за граѓаните на Република Македонија, но и она кое што се вели поддршка за ВМРО-ДПМН да може што побрзо да формира новата влада во Република Македонија како би можела Република Македонија да чекори стабилно срсто кон европските интеграции и кон НАТО алијансата. Она што е значајно исто така, а што можам да кажам, дека во иднина ќе интензивираме нашата меѓупартиска, меѓусестринска соработка, не само тука додека учествуваме на состаноците во Европската народна партија, туку и повеќе на нивоата на младинските организации, на нивоата на униите на жените и така натаму. Така што исклучително квалитетни состаноци, можам да заклучам дека денеска имав состаноци од кои што може да се извлечат сериозни позитивни заклучоци, состаноци кои што ќе значат додадена вредност во политиките на ВМРО-ДПМН. Продолжуваме понатаму. Следен наш предизвик е организација успешна на протестниот собир на 2 јуни. Се надевам дека сите оние граѓани кои што се чувствуваат со неисполнети ветувања, сите оние граѓани кои што се чувствуваат обесправени, излажани, сите оние граѓани кои што се против овие ненародни политики на Зоран Заев и групата политичари околу него ќе ни се придржат, ќе застанат рамо до рамо со нас и ќе го изразат својот револт на 2 јуни пред платото на владата на Република Македонија.